Кај е тенко, таму се кине. Последните истражувања и понатаму посочуваат фрапантни податоци за исплата на платите во текстилството. Од 309 прекрашувања на работничките права, дури 197 се неисплатени плати и придонеси на плати. Оние кои пак земаат редовна плата, таа изнесува во просек 13.675 денари, односно драматични 61% помалку од просечната плата во државата. Секој нов извештај на Хелсиншкиот комитет и работничките организации одново ги потврдуваат лошите состојби, а според нив најголемата одговорност лежи во недовербата кај работниците во институциите на системот. 25 години се експлоатирани и манипулирани со најниска плата. Најниска утврдена плата и под минималната плата. Повише би сакале да видиме нели дека институциите работат, но такво нешто се уште нели немаме. Меѓутоа, мислам дека би се охрабриле кога ќе видат дека инспекторите на терен ја работат работата за која се платени, мислам дека ќе се охрабрат повеќето од нив. Во регионот годинава најлошо си поминале текстилните работници во Виница. Таму дури 200 работници не добиле плати и придонеси на плати. Зад нив се кочанските работници. Таму има 63 случаи на неплатени додатоци за прекувремена работа и работа на празници. Но статистиките говорат само за пријавените случаи. Општ заклучок е дека не се пријавуваат повеќето случаи, меѓу кои физички и психолошки мобинг над работниците. Секојдневието на една текстилна работничка, мислам, цел нејзин ден е под мобинг, под притисок. Меѓутоа, низ годините го имаат сватено како нормална работна средина, така да не ни обрнуваат толку внимание на тоа. Го сметаат за нормално. Не е нормално, меѓутоа, таква е ситуацијата кој што е, затоа и немаме од таму пријави за мобинг, баш кај што е многу тешко докажувањето. Претходно, некои невладини реагира и на нормираниот учинок, кој на работодавците им дозволува да исплатат плата и под минималната, ако работникот не ја исполни нормата која работодавецот самиот ќе ја постави. И додека ваквиот проблем со децении се запоставува, и јадници текстилни работници на истокот и понатаму го живеат своето неизвестно секојдневие.